Иако во изминативе денови имавме малце освежување и пониски температури од претходните, сепак во престојниот период што не очекува, повторно ќе имаме многу топло време. Токму затоа надлежните институции и лекарите постојано апелираат до граѓаните за тоа како да се заштитат од сонцето, од високиот УВ индекс, но и нормално да ги избегнат инфекциите и труењата со храна кои се почести во летниот период. Основните препораки се да се мијат редовно рацете, да се одржува личната хигиена, овошјето и зеленчокот пред да се конзумираат, исто така убаво да бидат измиени, да јадеме термички обработена храна и секако да избегнуваме и да конзумираме масна храна од животинско потекло. Покрај редовните контроли се вршат и воредни официјални контроли во текот на летниот период поради зголемената температура и влажноста на воздухот и која што е причина за појавата на труењето со храна поради несоодветни услови на чување и манипулирање со истата. Воредните контроли во летниот период претежно се офатени малопродажните објекти, угостителските објекти, зелените пазари и поголемите туристички места во Република Македонија. Во делот на контролите опфатени се операторите со храна кои вршат и промет со храна и продажба на производи од животинско потекло и растително. Се врши проверка на потеклото на самата храна, начинот на чување, рокот на употреба, дали производите се декларирани соодветно, хигиената во самите објекти, личната хигиена на вработените, дали се водат редовно записи, евиденција, калибрација на самата опрема во летниот период. Знаеме дека мора да се врши разладните уреди, значи добро да работат, да се придржуваат согласно декларацијата на производителот кој што ги произвел производи, да се придржуваат на таа температурата која што е пропишана. И едни препораки за граѓаните како да приготвуваат храната, чуваат и внимаваат, нели, за да се избегнат овие несакани дејства. Битна манипулацијата со храната, значи да се внимава на рокот на употреба на самата храна, значи на означувањето, значи да се чува во фрижидер строго, да се внимава на лесно расипливата храна, значи на млекото, јајцата и месото, значи да биде термички добро обработено, овошјето и зеленчукот, значи пора директно се конзумираат како свежи, значи прво добро да се измијат, па да се консумираат. Од Агенцијата за храна и ветеринарство, како што можевте и да слушнете, вела дека иако е во тек летната сезона, нема поголеми труења со храна, но треба секако да бидеме предпазливи. Инаку Агенцијата почна и со обуки за сите оние објекти кои вршат услуги угостителски и оние кои продаваат храна, за целиот хигиенски пакет и за тоа како треба да се чува и сортира храната.